Добро вечер. Во наредна политичка анализа на емисијата во Центар. Дел на македонската влада или поголем дел, врвот, кремот на македонската влада се наоѓа во Будимпешта и тоа наликува, знаете, на оние наши екскурзии кои во текот на 80-тите години ги правевме во Белград или во поранешна СФР Југославија, доаѓавме во Белград, ја посетувавме куќата на цвеќето и сите бевме хепи, сите бевме среќни, така сега овие наши министри од редовите на ВМРО-ДПМН не ходат во Будимпешта, исто како ние на времето што бевме во куќата на цвеќето. И ако се вратите една или две вонредни анализи поназад, кога нели анализиравме, објаснувавме поразот на Јанез Јанша, таму беше поставено прашањето каде е Оладија, каде се на некој начин оладените односи помеѓу Јанез Јанша, Виктор Орбан и ВМРО-ДПМН. Гледате, ВМРО-ДПМН воопшто не учествуваше во изборите во Словенија, ниту со поддршка, ниту индиректно, на ниту еден начин, ниту пак Јанез Јанша учествуваше нешто во политичките процеси или разврски тука во Република Македонија, за разлика од Словенија. Гледате сега ВМРО-ДПМН е дел на изборниот процес или на некој начин индиректно или директно дават поддршка на Виктор Орбан за тие клучни избори за судбината, за еднината на Виктор Орбан, тоа се изборите во Унгарија на 12 април. Минатата недела две работи кажав, или две работи кои ми остана за мало до објаснување. За едната немаше никаква реакција, а тоа беше прашањето дали онаа фирма израелска која учествуваше во изборите во Словенија, која беше причина за падот на една или две романски влади во изминатите 5 или 6 години, дали учествувала во одредени политички процеси тука во Република Македонија, или дали таа фирма или активностите на таа фирма биле една од причините за изборите 2021 година за политичките процеси, падот на Зоран Заев, на одредена структура на СДСМ и така натаму и така натаму. Пред тоа да го анализирам, уште мал дел, една или две минути, околу на интервју на Александар Николовски за Канал 77. Знаете, во тој интервју го прашат Александар Николовски што планира да прави и тој вели дека до 2032 година планира да биде министер за транспорт, бидејќи е во најкреативна фаза на неговата кариера, бидејќи помеѓу 40 и 50 години, тоа во неколку интервју го кажува и на Канал 77, го кажува и во подкастот на Сител телевизија, дека најкреативен период во животот на било кој човек или политичар од 40 до 50 година, знае, може дека тој планира до 2032 година да биде министер за транспорт и врски. И кога Столе Нумов му го постава прашањето дали ќе се кандидирате за лидер на ВМРО на изборите 2029 година, тој вели несериозно е денес, 2026 година, да размислува или да се разговара за 2029 година. Значи, сериозно е да се разговара за 2032 година, но не сериозно да се разговара за 2029 година. Зошто го потенцирам Александар Николовски? Бидејќи јас, тоа можете меѓу редови да го сватите од овие вонредни политички анализи, го сметам за убедливо, ама убедливо најинтелигентен политичар во врвот на ВМРО-ДПМН и најинтелигентен министер во кабинет на Христијан Мицкоски. И јас сметам дека иднината на таа партија е Александар Николовски дојде на чело на ВМРО-ДПМН. И знаете, ако вие сакате да дојдете на чело на ВМРО-ДПМН, да го замените Христијан Мицкоски, вие не треба да личите на Христијан Мицкоски. Напротив, вие не треба да личите на Христијан Мицкоски, бидејќи знаете, реприза на оние настапи на Христијан Мицкоски во собранието на пратенички прасање, кога тој игра пинг-понг со Димитар Апасиев, можеби тоа е својствено на Мицкоски, бидејќи тој сака да биде во нека таква роља, инфлуенсер, па човек што менува, дава тројки во последна секунда и така натаму и така натаму. Меѓутоа, ако сте политичар од форматот на Александар Николовски, вие не треба да го репрезирате Христијан Мицкоски. Така што оној настап на Николовски минатата недела, кога му се обраќа на Димитар Апасиев, Димче, да кажем како ти е формирана партијата или партијата ти има формирано Сашо Мјалков. Знаете, тука се постава прашањето зошто некој така јавно би се боксирал со Димитар Апасиев и би го обвинувал Димитар Апасиев дека неговата партија и дека финансиската поддршка на неговата политичка кариера е Сашо Мјалков. Тоа знаете, можеби си имате мувата на капата, може вие сте дел на таа структура на Никола Груевски, на Сашо Мјалков, кој во еден временски период ќе треба да го замени Христијан Мицкоски на чело на ВМРО да помени на чело на македонската влада. Така што од сегашна временска дистанца мене ми е многу поизвестно дека во врвот на ВМРО-ДПМН ќе се определи кој ќе биде власт во наредните 4 или 5 години, дека ќе има одредени синдикални тензии, дека Македонија од есента или наредната година ќе поминува
низ една турбуленција на социјални протести и така натаму, каде што Мицковски не успеа да изгради партнерство со синдикатот, не успеа да изгради партнерство со одредени други синдикални структури, напротив влезе во конфронтација, влезе во војна со тие синдикални структури и се ми се чини дека таму е потребна една нова енергија. И како што јас гледам работите, во вакви услови кога Зоран Заев, Христијан Мицковски и Венко Филипче една иста IP адреса, една иста заедничка пошта или струмички побратени, и ако треба да се бара некое решение, тоа решение не е видливо во моментот на политичката сцена, тоа не може да биде Али Ахмети, не може да биде некој албански фактор, не може да се репрезира некој меѓународно сценарио, тогаш решението ќе се бара во врвот на ВМРО-ДПМН. Тамо мене ми изгледа дека Александар Николовски не само дека е подготвен, туку дека е супериорен да може да го наследи Христијан Мицковски. Се сеќавате на она афера Боки Тредичи, Боки 13, Зоки Милевски или Зоки Кичевецот, па Ларис Гајзер, па Верита, Лаверите и така натаму, одредена афера која сруши македонската влада. Веројатно постои уште една слична афера, меѓутоа за разлика од Катица Јанева, за разлика од Зоки Кичевецот, за разлика од Боки 13, ова афера не беше објавена во македонската јавност. Меѓутоа, таа афера имаше битна рефлексија и битно влијание на политичките процеси во Република Македонија. Учество во ова израелска фирма, ангажирана од еден моќен олигарх во Република Македонија, тоа не е Кафетин коалицијата Живко Мокетов, тоа не е Кочо Ангјушев, олигарх, крупна олигархијска структура, која подоцна завршува на американската црна листа и ангажира таа израелска компанија. Таа израелска компанија не стапува во контакт со министри или со првиот човек на тогашната македонска влада или првиот човек на партијата СДСМ, стапува во контакт со братот на еден од нив, предпоставувате за кого стана збор, и стапува во контакт со братучедот на еден од нив. Станува збор за трговија или купо-продажба на канабис или марихуана или како тоа да го дефинираме. Договорено е, документирано е, парите се префрлени тамо некаде на средниот или на блискиот исток, некој би рекол Абу Даби, некој би рекол Дубај, кој што да каже веројатно нема да биде во криво, туку ќе биде во право. Од кога тоа е документирано, нешто слично од типот Боки Тредичи и тоа што подоцна следуваше, ова афера не е објавена во јавноста, отидено е тамо каде што треба да биде отидено, пријавено е тамо каде што треба да биде пријавено и тој олигарх успеа да се спаси. Беше малку на топол оброк 3 пати на ден, не заврши долгорочно топол оброк 3 пати на ден, му ги презентираше документите на првиот човек, на кланот, тој кога ги виде документите, се повлече од политичката сцена, а олигархот остана на слобода. Таа афера може би еден ден ќе излези во јавноста, може нема да излези, меѓутоа ова израелска фирма која ги реши изборите во Словенија, очигледно ги реши изборите 2021 година, локалните избори во Република Македонија. Иако СДСМ беше фаворит на тие избори, и Зоран Заев во своите последни интервјуа, последното интервју беше на Алсатем телевизија, ги читаше во децимали изборните резултати, одедна се случи карамбол. Се случи негација на се оно што анкетите го покажува, дека СДСМ е фаворит на тие локални избори, дека тоа ќе беше трет, четврти, петти последователен пораз на Христијан Мицковски, кој ако ги изгубеше локалните избори 2021 година, а многумина вела дека го подготвувал, го пишал својот опроштаен говор на челната позиција, прв човек на ВМРО-ДПМН, поинака ќе беше историјата во Република Македонија, доаѓа олигархот со таа снимка на израелската компанија, трансакции во Дубај или Абу Даби, канабис и така натаму, се случува карамбол на политичката сцена, победува ВМРО-ДПМН, заминува една гарнитура од СДСМ и се останато историја. Мислам дека ви е јасно. Јасно за кого станува збор, кои си играчите, како се поделени, како се распоредени картите, како е изигран шахот и така натаму. И знаете, кога 2021 година, а и подоцна на сите избори кои следа после 2021 година, 2024, 2025 година, ние постојано велевме, анкетите не го покажуваат тоа. Анкетите не дава таква предност на Мицковски, анкетите не дава таква предност на ВМРО-ДПМН, анкетите не се толку лоши за СДСМ, а се случува карамбол на СДСМ на политичката сцена. Тоа значи дека во пазувите на таа партија, на теренот, по општинските организации, на други сегменти или други нивоа се случуваат одредени во наводници предавства или парите
Ете, секогаш изборите се подмачкуваат последните 1, 2, 3 дена. Во оној момент кој треба да биде подмачкано на локално ниво, партиските активисти, гласачите, аналнивите категории на гласачи и така натаму, не стигнува или исчезнува средствата кои треба да стигнат. А знаете или претпоставувате од кого треба да бидат тие средства кога станува збор за СДСМ, одеднаш некој става вето. Некој не ги пушта парите и се случуваат такви резултати на изборите какви што се случуваат на изборите. И мислам дека вечерва ви ја разрешивме најголемата мистерија или најголемиот прашалник на политичките разврски во Република Македонија. Имаме вечерва уште едно или две прашања кои се многу битни за политичките анализи. Ке се обидиме да го анализираме прашањето на СДСМ и на албанскиот политички фактор. Зашто СДСМ бидејќи минатиот вторник кој беше нашата вонредна анализа, вторникот и во средата беше седницата на извршниот одбор на СДСМ и седницата на централниот одбор на СДСМ, кога се донесоа одредени одлуки кои се многу битни за политичките разврски во Република Македонија. И веројатно некој работен наслов нова анализа би требало да биде кој се плаши од силен Џони или кој се плаши од силен Иван Атанасовски. Кога се прави седница на извршен одбор на СДСМ, тамо се носат одредени кадровски решенија. Едно од тие решења, тоа никој не го кажува, но никој не го демантира, никој не го потенцира, е дека поранешниот пратеник од редовите на НСДП, партијата на Тито Петковски, Иван Атанасовски, било договорено, било планирано, а веројатно и процедурално една фаза помината, да биде нов член на извршен одбор на СДСМ. На таа седница на извршен одбор Рубен Земон станува член на извршен одбор на СДСМ, значи станува фараонска партија или дел на партијата Не ги пјаните во Република Македонија стана составен дел на СДСМ, мембар на емисијата во Центар, веројатно тоа ќе го гледа, веројатно ќе го искоментира, можеби понатаму некој интервју фараонско би направиле за емисијата во Центар, ќе видиме. Станува Андре Жерновски, секретар за меѓународна соработка, Иван Атанасовски требаше да биде нов член на извршен одбор на СДСМ. И симнувајќи се по скалите од просториите каде што се одржува седницата на извршниот одбор, до просториите кај што треба да се одржи седницата на централниот одбор, исчезнува името на Иван Атанасовски. И нели тука се постава прашањето како може во тие 50 или 100 метри, симнувајќи се по скалите, да исчезне името на еден член на извршниот одбор на СДСМ. Еве, прифатете го ова како одредена фикција, како одредена шпекулација, но далеко е тоа шпекулација, тоа е суштината на тоа што се случува во СДСМ. Некој свртел одреден телефон. Гледате, СДСМ може делува како Европската Унија, кога вие не знаете каде да се јавите, со кого да разговарате, со кого да се договарате, бидејќи во рацете на првиот човек на партијата Венко Филипче или популарниот Венац не се наоѓа власта и не се наоѓа моќта да одлучува, да ги носи клучните одлуки. Дел на таа моќ се наоѓа во Брисел, ке Радмила Шекаринска, еден поголем или најголем дел се наоѓа во Струмица, во Паљури, во Дубај до војната во Персискиот залив, кога одлучува кланот на Зоран Заев. Очигледно некој не му се допаднало дека Иван Атанасовски треба да биде член на извршниот одбор на СДСМ. Ако Иван Атанасовски беше член на извршниот одбор на СДСМ, тој ќе беше еден од двата носители на изборните листи на СДСМ во втората изборна единица, што ќе рече дека некој што потекнува од Куманово би бил пуштен низ вода. Така бил пуштен низ вода на локалните избори, кога неговиот кандидат или неговиот фаворит за малку изгубил од Максим Димитриевски, и ако тој победил, тогаш лесно ќе се случеше Венко Филипче да биде пасе во СДСМ, а популарниот Дуро или популарниот Диро да биде нов кандидат за лидер на СДСМ, читај со подршка на Оливер Спасовски. Сега се поставува прашањето дали Оливер Спасовски не прифатил Иван Атанасовски, не се согласил Иван Атанасовски да биде нов член на извршниот одбор на СДСМ, дали Оливер Спасовски му свртил телефон на Зоран Заев, му се заканил дека ќе излезе и ќе го репризира интервјуто на Петре Шилегов, ќе ја преполови пратеничката група на СДСМ. Ако тоа се случеше, тогаш векот на траење на популарниот Венац ќе беше намален на еден ден. Толку ќе трае Венко Филипче. Во оној момент кога Оливер Спасовски ќе излезе и ќе го репризира интервјуто на Петре Шилегов за Сител телевизија, ќе има критички однос кон работењето на Венко Филипче, кон изборните резултати, кон иднината на СДСМ, ќе употреби одредена формулација дека може да го замола да се повлечи, да го отстапи местото на други кои можат подобро да ја водат партијата. Толку ќе биде лидерската кариера на Венко Филипче. И знаете,
За вие да го струшите Венко Филипче, не ви треба голема филозофија, доволно е да го притиснете Оливер Спасовски или доволно е да го тестирате Оливер Спасовски, бидејќи знаете, ако Оливер Спасовски тоа не го прави, тога се поставува прашањето дали е договорен со Зоран Заев и уште пострашно, дали е договорен со Христијан Мицкоски, да не чепка во лидерската кариера на Венко Филипче, бидејќи ако Венко Филипче сакате да го смените, не ви треба никакви програмски совети, не ви треба платформи, ново движење, Игор Ивановски шема и останати бакрачи, доволно е Оливер Спасовски да побара оставка на Венко Филипче. Завршена е работата. И гледате овие шампиони, Игор Ивановски шема, овој Мехмет Паша Соколовиќ од Санџак испратен по Алиекспрес. Тоа се све играчи од чинелот на Бранко Цренковски. Значи, после 2 години, тие доаѓаат да ја репрезират мојата идеја за сојуз, односно идејата на Киро Глигоров за сојуз на Македонија, во некоја друга варијанта, Г17, или тоа што беше во Србија или во Белград, нов ДОС и така натаму и така натаму, во основа реализират концепција и стратегија на Бранко Цренковски. Секој кој ќе ви дојде да ви каже дека не размислува да ја преземи СДСМ, туку размислува да направи опозиционен фронт, а тој ќе биде со СДСМ или без СДСМ, всушност ви спроведува одредена мини или макси стратегија на Бранко Цренковски. И знаете, тука се поставува клучно прашањето, каде ќе биде Стео Пендаровски? Бидејќи ако вие немате време, знаете, ако ве гази времето, и во еден период ќе треба да биде врзана панделката на одредена идеја за политички процеси, политички разврски во Република Македонија, вие мора да имате готов производ, да имате готови играчи, да имате готови решенија. И кога ќе погледнете на таблата или на масата, или кога ќе се качите на водно, за да не може маглата да ве јаде или маглата да ви го заматува видот, вие ќе погледнете нели од една висина, па ви е чисто, па ви е бистро, па сонце гре и така натаму и така. И јасно ги гледате работите и процесите, тогаш вие ќе најдете многу малку веќе разиграни играчи или играчи кои не се потрошени. Еве го и тој во наводници не потрошен Стео Пендаровски, кој освои само 20-30 илјади гласови повеќе од СДСМ на изборите 2024 година, тој некаде 170-80, СДСМ околу 150 илјади гласови. Иако јас и понатаму ја држам тезата или стојам на тезата дека ако Стео Пендаровски не освоише 180 гласови, немаше да биде таков катастрофален пораз од на СДСМ. Напротив, СДСМ сгреши што првиот круг на претседателските избори беше увертира на вториот круг и на парламентарните избори. Ако беа прво парламентарните избори, тогаш Димитар Ковачевски немаше да биде 150.000 гласови, ке беше барем 30-40.000 гласови повеќе од тоа што им го сервираше Стео Пендаровски. Но да го трниме тоа на страна. Готов производ е Стео Пендаровски. Што мислите? Се прави одредена платформа, Игор Ивановски шема или било кој друг, опозицијски фронт. Каде ќе се наоѓа Стео Пендаровски? Ќе соработува со Зоран Заев или ќе соработува со Бранко Цренковски? Видите, Стео Пендаровски е толку нестабилен, што во еден ден може да соработува и со Зоран Заев и со Бранко Цренковски, но ајде да ја трнеме и таа варијанта на страна. Зоран Заев веќе има соработувано со Стео Пендаровски. И 2014 и 2019 година. И ако Игор Ивановски шема спие на увото дека Стео Пендаровски е нивни, дека ти има договор со Стео Пендаровски, во еден момент, ако стани па се Венко Филипче, а може да стани веднаш после интервју на Оливер Спасовски, тогаш кој може да ви гарантира дека Зоран Заев го нема Стево Пендаровски во резерва, бидејќи во изминатите 10 или 15 години, после промените во СДСМ 2013 година за пензионирање на Бранко Цренковски, преземање на партијата од Зоран Заев покажа вештина и умешност да може да го менаџира финансиски, политички, било како Стево Пендаровски. Така што, ако продолжат да се фемкаат ни риба, ни девојка, ова структура ни Игор Ивановски шема, тога знаете, раженот ќе го стават, но раженот ќе го користи Стео Пендаровски. Но клучно е да го тестираме Оливер Спасовски. Оливер Спасовски е за смена или не е за смена на Венко Филипче? Оливер Спасовски си има договорено со Мицкоски и со Зоран Заев или се нема договорено? Очекувам во наредните неколку недели да покаже дека не е договорен со никој Оливер Спасовски, да има интервјуеве на канал 5 телевизија кај колегата Гоце Михајловски. На претходното интервју отиде ништо да не каже, мислам дека сега е време да оди на интервју кај што треба нешто да каже. Ајде за албанците и за тоа што се случува во албанскиот политички кампус ќе анализираме следниот вторник, бидејќи таму ќе ни треба 20 или 30 минути да можеме од сите агли или сеопфатно да анализираме таа
ситуација или тоа што тамо се случува. Артан Груби го враќат, го носат во домашен притвор, чисто како одредена цртичка за да може да размислувате до наредниот вторник. Значи го враќаат Артан Груби, го носат во домашен притвор, камен е фрлен, кој треба да ја разбранува албанската политичка сцена. Меѓутоа, гледате, ниту влен, ниту вреди, ниту Изет Меджите нешто посебно не покажа сензибилитет околу тоа прашање. Ниту Дуи, ниту странци, ниту меѓународна заедница, ниту никој. Напротив, како сите или да очекува, или да посекува нешто слично да се случи. Но минатата година, значи една година пред враќањето на Артан Груби, се случува едно друго враќање, тоа Исмет Гури, даночна пирамида и така натаму, кога се очекуваше тоа да биде послужено како катализатор да иницира одредени протеси кои би завршиле со одредени глави на пратеници, поранешни министри во влада на Зоран Заев и на СДСМ, поранешни директори или директорки на управа за јавни приходи и така натаму, штама. Ништо не се случува. Изет Меджити дава согласност, ја води целата таа операција, го враќат Исмет Гури и ние денес не знаеме жив ли е, здрав ли е, што ли се случи. Еве, тоа нека бидат две цртички или две поенти што ќе анализираме наредниот вторник. И во кој правец ќе одат политичките разврски или катализирањето на политичките процеси во албанскиот политички фактор, тоа може да биде многу битно. Ако има синдикални протести, ако има меѓуетнички протести, и со ваков никаков клякав СДСМ повторно може да биде разбранувана политичката сцена, висока цена на бензините, висока цена на горивата, финансиска, економска нестабилност, големи проекти, големи инфраструктурни проекти кои висат како лампион на новогодишна елка, кои тешко се финансират, можат банките, не можат банките, значи тоа се работи и процеси кои во наредниот период ќе станат или ќе дојдат на дневен ред за разгледување или ќе имат битни влијанија на политичките разврски во Република Македонија. Вечерва да му честитаме на колегата Фрчковски, на професорот Фрчковски, има подкаст, вчера беше првиот подкаст или првата емисија на неговиот подкаст, каде што тој анализира што се случило или што претходело на атентатот на Киро Глигоров. Ние го баравме Фрчковски, нели имав една најава дека размислуваме со Фрчковски да снимиме интервју на прашања кои не се актуелни, прашање не знам Грилакис, не знам Киро Глигоров, атентат на Киро Глигоров и така натаму. Тој направи подкаст, веројатно во тој подкаст ќе ги објасни сите тие работи и сите тие процеси. Значи уште еднаш честито на господинот Фрчковски. Доаѓаме до македонско-српското и македонско-бугарското прашање. Не само Фрчковски во овој свој подкаст и во вториот дел на тој подкаст тој веќе го најави дека тоа ќе оправи наредната недела. Ниту овој Кисинџер испратен на Јадранска магистрала преку Алиекспрес, ни Лјупчо Георгиевски, нели сите тие го третират српски свет, прашањето на српски свет и така натаму. А ние во Македонија имаме конфронтација на бугарски и на српски свет. Ако го трнеме настрана албанскиот свет, нели за да можеме да направиме кроки, да направиме на сурова анализа на српски на бугарски свет во Република Македонија, го тргаме настрана турски свет и го тргаме настрана грчки свет, да видиме како последните 15 или 20 години во Македонија се конфронтира бугарски и српски свет. Тоа се империјални идеи. Регионални, но империјални. Значи империјални во некаков регионален контекст, значи не од типот на Соединетите американски држави, Кина или Руската федерација, туку во некој регионален контекст, како што се дефинира македонското или источното прашање, тоа се дефинира со бугарски и со српски свет или конфронтација на бугарски и српски свет. Во основа прва, втора Балканска војна, бугарите влегот и во прва и во втора светска војна, токму предизвикани и испровоцирани од тоа македонско прашање. Во основа ви имате два империјални модели. Едниот е на Соединетите американски држави, вториот е на Руската федерација. Американците функционираат на тој начин што користат одредени елементи, одредени множества, одредени групи, групации, така натаму, да речеме направени од времето на СФР Југославија или од Титово време. Само што сега тие менуваат својата униформа, ги менуваат своите дресови, ако претходно биле југославени, сега стануваат американци. Американци, значи, директно се замешуваат во одредени процеси. Менуваат влади, носат влади, финансираат проекти, USAID, UNDP, ИРЛ, НЕИРЛ, Васко Попетриска, значи,
преку тие модалитети кои се преку Стејт департментот, сега ги укина или голем дел од нив укина Доналд Трамп, всушност се креира и јавно мислење, се креираат и политички разврски. Руската Федерација функционира на сосема различен модел. Тие не финансираат влади, тие не дават грантови, тие не дават помошти, тие функционираат зад завесата. Тие функционираат тајно. Ке купат министер, ке уценат министер, ке му наместат некоја сексуална афера, дали со жена или со машко, небитно, и врз база на тоа ќе креираат одреден амбиент. Значи, за разлика од американците кои сакаат да имат власта во своји раце, да постават и да менуваат влади, рускиот модел сака да го контаминира процесот, да го контаминира амбиентот. И ајде сега тоа да го сведеме на српски и на бугарски свет во Република Македонија. За разлика од србите, кои сакаат да имат учество во владите, да делуваат институционално, да биде видливо нивното делување и манифестирање на нивното влијание, нивната мог, бугарите повеќе наликуваат на русите. Значи, бугарите на микрониво во Македонија функционираат како русите, со создавање на наратив, српски свет, македонците се србизирани, македонците се слепо црево на Белград, на српскиот свет и така натаму и така натаму. Значи, тоа е рускиот модел. Македонија ќе пропадне, не може да функционира, ќе се подели помеѓу македонци, албанци и така натаму и така натаму. Србите функционираат на друг начин. Тие велат, албанците ви се проблем, но ние ќе ви помогнеме да се справите со албанците. Бугарите ви се проблем, но ние ќе ви помогнеме да се справите со бугарите. И за разлика, да речеме, од бугарите кои барат од нас нешто да направиме, да се откажеме од Самуил, да се откажеме од Гоце Делчев, да се откажеме од ова, од она, србите во наводници условно речено ништо не барат. Тие ни дават. Пинк, Задруга, Реални шо, све ни дават. И во конфронтација на тие два света, вие само треба да се вратите на интервјуто со Раковиќ, Александар Раковиќ, кога го правам пред 3 или пред 4 години, кога всушност први почнуваме да го третираме тоа прашање на српски свет во Република Македонија. Тога сваќате дека српскиот свет во моментов својата сила не ја црпи од разузнавање, не ја црпи од Алте банка или од финансии, не ја црпи од тоа што порано била JNA пред 30 години. Па JNA се повлекла од Македонија, па ако не се повлекла JNA од Македонија, србите ќе можеле да окупират или да држат окупирана Република Македонија. Српскиот свет почива на Здравко Чолич, на некоја југоносталгија, првенствено преку естрадата, првенствено преку таа масовна култура. Дали е тоа некој, не знам, Раде Шербеџија, дали е Здравко Чолич, Ѓорđe Балашиć, Риблја Чорба, Црвена звезда, Партизани, така натаму и така натаму, спорт, естрада и генерации кои се форматирани преку тие модалитети. Сме живееле 70-80 години во иста држава. Најголема опасност за српскиот свет во Република Македонија беше некаде средината на 90-тите години, кога бугарска планета која е формирана во Димитровград, тоа е значи градче тамо граница помеѓу Србија и помеѓу Бугарија, со една нога во Србија, со една нога во Бугарија, по принципот на Пинк, по принципот на Желко Митровиќ, така натаму формирате бугарите некоја планета продукција, и таа планета во еден временски период кога србите се преокупирани сами со себе, војни во Босна, војни во Хрватска, војни во Косово, рушење на Слободан Милошевиќ, планета всушност на голема влада влегува во Република Македонија. Има една анкета на локална телевизија во Штип, која подоцна беше презентирана на една телевизија, национална телевизија во Република Македонија. Прават анкета помеѓу дечиња во забавиште, дечиња во предшколска возраст, дечиња прво, второ оделение. И на едно прашање што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, таа вели, девојчето вели, сакам да идам пејачка или певица на планета. Како сакаш да се викаш? Ивана или Гергјана. И мислам дека тоа ги запалува сите црвени ламби ке српскиот свет. Одеднаш Пинк повторно на голема врата влегува во Република Македонија. Пинк 1, Пинк 2, Пинк филм и така натаму и така натаму. Гледате, денес никој не говори за планета. Се радикализират односите помеѓу македонците и бугарите, се помалце македонци одат во БИАТ, на овие чалга клубови, фолк клубови во Софија и така натаму и така натаму. Сандански безбал ко никој да не почне. Илја Камчев престана да се оди во Сандански, бидејќи еден дел на македонската елита одеше нови години, летни распусти и така натаму во Сандански. И српскиот свет на голема врата се врати во Република Македонија. Не со JNA, не со разузнавање,
Не со пари, туку со сентимент. Тоа што бугарите може да го направи, не го направи, веќе не се доволно далеку види, не се доволно интелигентни и почна да барат од нас се и се што, вето да ни стават, Гоце Делчев е наш, сите фрустрации кои не можеа да ги капитализират на друг начин, ги истурија во Република Македонија, србите преку тој југо наратив, Здравко Чолич, спорт, естрада и така натаму го поразија бугарскиот свет во Република Македонија. И мора да има некој заклучок. Кој е најголема жртва на овие два мега процеси, проекти, конфронтација на српски и на бугарски свет во Република Македонија? Македонското јавно мислење во времето на комунизмот е форматирано во борба против бугарскиот врхавизам и албанскиот сепаратизам во Република Македонија. Албански национализам, или Рида, или Дента и така натаму, и бугарски врховизам. И обично едниот и другиот случај се врзуваш или за ВМРО ДПМН и за некои албански политички партии во време на Зоран Заев. Двата процеси, како негативна кампања, почна да се врзуват за СДСМ. И СДСМ од партија која всушност е наследник на комунистичка партија во Република Македонија и ги баштини тие два мега процеси, мега проекти за креирање на мислење, борба против албански сепаратизам и бугарски врховизам, СДСМ е капитализирана, претворена, манифестирана или трансформирана во јадро кое во негативен контекст е носител на тие два процеси. Едно општество за сите е всушност капитулација на СДСМ во очите на македонската јавност, капитулација на СДСМ пред албанскиот иридентизам. Албанската иридента, гледате колку тоа делува. Настрано со таков еден вокабулар денес, 2026 година, беше нормално пред 15, 20 или 30 години. И после оно интервју на Зоран Заев за БГНС во Софија, кога тој нели така понижено, како Петре Парличко со кршење на прстите кажа дека тој веќе прифати се, ќе спроведи, па и сам тоа го правил и така натаму. После тоа интервју нели Бранко Царинковски го замрзна своето членство во СДСМ, во структурите на СДСМ. Тие два процеси како негативен наратив сега се залепени на СДСМ. Значи во тој конфликт помеѓу српски и бугарски свет во Република Македонија најголема жртва е СДСМ. За СДСМ да може да се врати на стари позиции, мора да го смени тркалото на историјата. Ова беше нашата вонредна анализа. Во недела вториот дел на интервјуто со Антонио Станковски, одлично интервју, вториот дел е феноменален интервју, кај што она операција Бродец 2007 година во детали, во ситни цревца ја анализираме. Ново дружење, вонредна анализа вторник, 20 часот и 30 минути, до недела и вторник, пријатна вечер Македонија, каде и да си.